Кога експлодираше цената на електричната енергија на берзите во 2022 година, многу општини решија да го намалат, па и повремено да го исклучат јавното осветлување. Додека не најдеме друг начин, мораме да продолжиме со ова. Но додека градот тонеше во мрак, од граѓаните и фирмите и натаму се бараше да го плаќаат истиот износ за услугата улично осветлување и покрај тоа што сите не ја добиваа подеднакво. Цените на електричната енергија на берзите во меѓувреме се намалија, па излеговме на терен за да провериме дали се врати и услугата која никогаш и не престана да се наплаќа. Крајот на 2022 година го врати Скопје во мрачните времиња. Општините, како големи потрошувачи, купуваат електрична енергија според берзански цени, па кога цената на струјата скокна неколкукратно, не останаа многу решенија. Некои локални власти решија целосно да го гасат уличното осветлување, други ја гасеа секоја втора сијалица. Година и пол по врвот на енергетската криза, во доцните ноќни часови тргнавме во обиколка по скопските улици за да видиме како изгледа градот сега. Околу 22 часот, прво бевме во обиколка на главните артерии на градот. Булеварите се осветлени од заоѓањето на сонцето па до раните утрински часови. Некогашните препознатливи жолти светилки одамна се заменети со штедливите лед сијалици, а билбордите му даваат дополнителна светлина на асфалтот. Но задачата што си ја поставивме беше да направиме обиколка низ сите скопски општини, дури и онаму каде што многумина би помислиле дека светлата не би работеле, и во урбаните, но и во помалку урбанизираните средини. А пред да ја правиме обиколката, прашавме во сите 10 скопски општини, што направиле во меѓувреме. Еве што ни кажа од Кисела вода. Во фаза сме на изготвување физибилити студија која ќе даде темелна анализа за тоа каков тип на осветлување со колкава моќност и осветленост се потребни за секоја од улиците, со цел да се изврши целосна замена на уличното осветлување со лед осветлување, без да се губи квалитетот на добиената услуга. Очекувањата се дека заштедата во киловат часови би била околу 50 до 70%. Кисела вода инаку беше единствената скопска општина која лани и преклани не воведе никакви мерки, бранејќи го правото на граѓаните. Па затоа не зачуди отсуството на светло на една споредна улица со повеќе стамбени објекти и куќи. Од општината ни одговорија и дека замениле 350 светилки со лед штедливи светла, но на такви не наидовме. Дека мерките за штедење се далечно минато и за Ѓорче Петров, посведочија булеварите и споредните улици во општината. Тука се задржавме до полноќ, оти пред година и половина, токму на полноќ се гаснеше јавното осветлување. Сега веќе не е така. Улиците останаа осветлени за малиот број граѓани кои поминуваа со автомобили, па дури и празните паркови и детските игралишта. Од тука тргнавме кон уште една општина која ни одговори на претходно поставените прашања – Сарај. Во општина Сарај сите светилки се заменети со нови лед штедливи светла кои се гаснат и вклучуваат со помош на автоматски систем. Иако претходно во време на кризата светлата се гаснеа по полноќ, сега тие светат во текот на целата ноќ. Нашата посета на Сарај ги потврди наводите на јавното комунално предпријатие, а покрај светлото од уличните светилки, Сарај во овој период е дополнително осветлен поради месецот Рамазан. Во општината со доминантно муслиманско население до доцна работат поголемиот број дуќани и кафулиња. Од Сарај тргнавме за Шутоа Ризари, уште една од општините која не удостоија со одговор. На територија на цела општина поставивме лед светилки, а исто така инсталиравме и смарт онлайн систем за кој потрошивме околу 2000 евра. Ова решение е многу ефтино, а ефикасно, и заштедите кои ги правиме по овој основ остануваат во општинската каса, наместо да ги дадеме на фирма која би го одржувала системот. Со спроведувањето на мерките во кризата, општината според градоначалникот заштедила околу 50% на сметките за електрична енергија, но сега се штеди со штедливи светилки, без да се гаси ниту една. Од влезот на Шутоа Ризари па до споредните сокаци, од самрак до зори. Нашето полноќно возење потоа го продолживме низ Чаир Бутел Газибава.
Не наидовме на рестрикции од каков било вид. Во општина Центар пак отидовме на местото каде за време на енергетската криза регистриравме како светлата се вклучуваа 1 час од како ќе се стемни, а подоцна работеа преку едно. Сега на улицата Орце Николов и генерално во општината е поинаку. Највисока сметка која што стигна во 2022, кога беше и многу висока и брзанската цена на киловат час, беше 6.548 денари. За да во 2023 месец август сметката ни е 1.422 и овој месец август очекувам истата да биде уште пониска. Ние како општина, како и сите останати општини, баравме начин како да се справуваме со оваа криза. И во Центар енергетската криза ја потикнала општинската администрација да размислува за долгорочни решенија. Поучени од потешкотиите со кои се соочуваа, Герасимовски вели дека Центар од една страна ќе троши помалку струја преку LED светилки, а од друга и ќе продава електрична енергија. Од самата криза проникна овие неколку долгорочни проекти кои што ќе заштедуваат електрична енергија и ќе допринесуваат, односно ќе го збогатуваат буџетот со самото производство. Со овие LED светилки, односно со самата криза, не потекна на овие два поголеми проекти кои што ги реализира општината и се во завршна фаза, односно почетна фаза за поставување на фотоволтаици, а набрзо за неколку месеци ќе имаме поставено LED светилки низ општината. И во аеродром сега нема рестрикции. По полноќ свети и на места каде не се очекува да помине човек. За време на кризата, општината Аеродром заедно со уште 20 на други општини во државава најде креативен начин како да се справи со високите цени на електрична енергија. Локалната самоуправа формираше ново предпријатие и на него го префрли јавното осветлување. На тој начин што ги исполнува условите да се снабдуваат со далеку поевтината субвенционирана струја за домакинства, наместо да купуваат од берза. Владата тогаш изврши притисок ЕВН да ги врати општините на слободен пазар, но во Аеродром тоа не успеало. Не само што не се вратиле на слободен пазар, туку планираат развој. Видете, имаше тогаш некои аргументи кои што нема никаква правна фундираност. Мислам дека се работеше повеќе за политика, односно за жал имаше некоја фрустрација во централната власт како општините најдоа креативен начин да заштедат средства. Тие средства кои што ние ги заштедивме на крајот на денот не се лични средства на градоначалниците или на членовите на совет, тоа се средства на граѓаните кои што најдовме начин да ги заштедиме и продолживме да си функционираме на таков начин. Немаше правна основа во сето тоа што владата го правеше. Тие јавни предпријатија функционираат и ќе продолжат да функционираат во следниот период. Делумно поради јавното предпријатие, а делумно поради мерките за штедење, општината Аеродром за време на енергетската криза успеала да заштеди околу 228.000 евра. Но Муцунски вели, простор за подобрување има преку проектот Смарт Аеродром. Една од првите работи кои што ги утврди во општината е дека има еден од најзастарените системи на јавно осветлување, сигурно можеби во целиот регион. Има над 7000 сијалични места, дел од нив се уште беа живени сијалици. Замислете колку е тој прастар модел на јавно осветлување. И сега ние скокаме неколку фази на развој што би биле типични и очекувани за една општина. Меѓу другото, проектот Смарт Аеродром упфаќа и целосна модернизација не само на LED светилки, над 7000, туку и смарт светилки, кои што ќе бидат управувани од еден интегриран систем. И Аеродром, како и Центар, планира да штеди на струја и со производство на електрична енергија. Или се на се, од 10 скопски општини кои ги прашавме, половината одговорија дека сега, ем штедат, ем целата општина им е осветлена. Иако Карпош, Ѓорче Петров, Чаир, Бутел и Газибаба не ни одговорија. И без одговор, личи дека лекцијата е научена.